Добро вечер, Македониjo! Добро вечер, горда Македониjo! Ова се историски мигови за нашата татковина. Ова се моменти кога е потребна сила, одговорност, одлучност. Ова е времето на третата генерација, која учеше од првата и растеше со втората генерација, која стои исправено пред предизвиците на Македонија и на нашите сограѓани. Ајде да покажеме колку ни е силата. Ајде да покажеме колку ја сакаме Македонија. Ајде сите заедно да одговориме достојно на предизвиците и да кажеме гласно и јасно дека чашата е прелиена. Доста е! Вака веќе не може! Вака веќе не сме! Драги браќа и сестри, земјаци, комши и пријатели, ве има толку многу исправени пред неправдите, горди пред обидите за понижувања, решителни пред налетите да не скршат. Мисля дека нема да излезе народ. Не прогонува. Кога се заканува дека ќе бркаат од работа, сакаат да ве премислат. Кога сакаат да не понижат, сакаат да се исплашите и разбегате. Но еве не тука побројни и посилни. Народот наш македонски е пиреј. Кога се исправа на нозе, тогаш кога е најтешко и тогаш кога е најпотребно. Затоа што, како што велеше Гоце, секоја слобода која подарена всушност е ново робство. И да знаете, секоја власт која што е подарена нема долго да трае. Запамтете го ова. И еве тука вие и тие од домовите кои не се тука со нас, но срцето им трепери. Знаат дека Македонија ни се одзима и полека се губи. И сакаат сето ова да престане. Од сите страни на нашата мила Македонија, од сите населени места, пораката е една единствена. Доста е! Доста е! На една година од оваа ненародна власт, на една година од како Зоран Заев и неговите роднини и сопартици ја превземаа како што ја превземаа власта. Дојде време да се собереме во вистински час. Денеска е тој ден. После многу средби, состаноци, реорганизација и реформирање на партијата, после се она на што бевме сведоци, лажни ветувања и лажни надежи, прокоцкани шанси, нула економија, нула инвестиции, никакви проекти, наспроти се она што го прокламираа на изборите, после се она што се случи, сакам овој митинг да го започнам со следните зборови напишани од нашиот македонски великан Гане Тодоровски.
Да ни е да сме доста, колку да се разбистри небото над бистрине корабине. Да ни е да сме доволно, колку за да се довардиме покрај вардарине и струмине. Да ни е да сме мерата, колку да се прелееме од колено во колено до кај истрајвекот. Малцичка смели, ете па што малцичка Божем, а веќе со векови, по 100 пати по севезден не пребројуваат. Но ние сме како што сте, како што се, и покрај се, толку сме, колку сме, толку сме, а јас ке додадам, многу сме. Многу сме. Драги сограѓани, што дојдовте од нашата мила Македонија, помина една година во која ненормалното го прикажуваа како нормално, кога лапсузите и гафовите на Заев станаа вицови и секојдневие. Затоа што веројатно за сите нив е исто дали е Словенија или Словачка, дали е brain drain или е brainstorming. И јај ке си рече човек, Заев е, навикнати сме. Но тоа само покажува какви квалитети има овој човек. Но најлошо од се, што кога рече no discussity for identity, сепак сваќаме дека тој не само што разговарал за идентитетот, туку и си одлучувал од свое име што ќе прави со нешто што не го поседува. Тоа е нешто што е на сите нас, но и на оние пред нас, но и на оние после нас. Ние сме, браќа и сестри, пред сериозен тест на историјата, на народот, но и пред духот и делото на старите и идните генерации и поколенија. Некои ќе ме наречат преголем оптимист. Може би сум тоа, не знам. Но знам дека сум борец, мотивиран борец, затоа што мојата земја и мојот народ се во прашање. Јас сум верник и никогаш нема да ја изгубам надежта затоа што верувам. Верувам во својот народ, верувам во мојата земја, верувам дека навистина може подобро од ова што е сега. Дека навистина сите вие заслужувате подобро од ова што оваа власт го прави. И затоа, ако ме прашате дали ќе победиме, гордо и со исправена глава ви велам, да, Македонија ќе победи. Македонија ќе победи. Македонија ќе победи. И нема друг избор. И ние како генерација немаме друг избор. Таа победа мора да биде на сите полиња. На сите полиња на нашето живење. И вредносно, но и системски. Драги браќа и сестри, вистинската реалност, а не онаа разубавената, вештачката на Зоран Заев, е следна. Помина една година на разочарувања, изневерени очекувања и уривање на достоинство.
Godina propuštena vo našite životi. Godina na nerabota. Sozdavanje na podelbi i haos. Godina na politički teror. Apsenja, upadi, tortura. Godina na ekonomski neuspesi. Na sozdavanje trulež v obštestvoto. Godina neiznevereni očekuvanja i lažni vetuvanja. Godina vo koja narodot se soočuva so istinata, deka vetuva se i sešто, a ne isполнија ништо. Ниту земјоделците имаат повисоки субвенции, ниту докторите повисоки плати, ниту пак пензионерите повисоки пензии. Здравството ни е руинирано, болниците пропаѓаат, луѓето чекаат по ходници. Цената за тоа ја плаќаат со најкапото нешто, најскапото нешто, а тоа се нивните животи. Образованието ни е во слободен пат. Универзитетите се на крајот на листата за квалитет во светски рамки. А студентите, а младите, тие се разочарани, драги мои сограѓани. Младите си заминуваат пред нашите очи. Тоа значи дека Македонија се распрснува ширум белиот свет. Замира животот во македонските градови и села. А тоа е така затоа што ја изгубија граѓаните вербата. Владата ги разочара младите. Ја уништи таа полетна енергија за животот. Ветуваа 5% раст, а донесоа 0. Градежништвото тоне. Се гради 45% помалку. Се фалат со повеќе пари во буџетот. А не кажуваат дека парите се оние собрани од арачот на народот. Вашите пари со зголемата акциза за нафтата и дизел горивата. Имаме ситуација во која министерот за внатрешни работи апси само кога има политички монтирани случаи, а има 0 акции за криминалци. Патриотите се во затвор, а криминалците на слобода. Ова е, драги мои сограѓани, за жал, реалноста во нашата држава. За жал, овие бројки не се само обични бројки. Токму овие бројки се луѓе, реални луѓе и семејства. Како и реален стандард, или како што Зоран Заев лажеше, живот. Зоран Заев заборави една работа, дека животот нема реприза и нема втора шанса за времето кое изминува и годините кои се губат. Го гледам како онака поднасмеан со лажната скромност што ја глуми, раскажува како подобро се живеело и како почнало се да се подобрува. Па уште гласно вика, не шупоти, дека донел, замислете, 16 нови инвестиции во Македонија. Еве да ве прашам, дали сте виделе вие да донесе една инвестиција, не 16, една инвестиција? Јас не сум го видел, а мислам дека сум информиран и дека пратам доволно. Да ве прашам нешто, дали вие, драги сограѓани, дали вашите сограѓани, дали вашите роднини, пријатели, дали живеете подобро? Дали мислите дека како тргнало ќе живеете подобро? Јас ќе дадам одговор. Нема тоа да се случи, драги браќа и сестри. Нема тоа да се случи. Затоа да застанат додека не е предоцна.
да ги застанеме додека не е предоцна. Избори мора да има. Предвремени парламентарни избори заедно со председателските мора да има. Ајде да подготвиме чист и еднаков терен за сите политички партии. Ајде да избереме председател на ДИК на предлог на опозицијата. Ајде да формираме техничка влада на 100 дена пред предвремените парламентарни избори. Впрочем, исто како што беше во 2016-та, кога Зоран Заев и СДСМ ги загубија изборите. И да видиме дали народот се согласува со ова што го прави Зоран Заев и СДСМ. Драги браќа и сестри, политичката борба, нивото на политичко однесување драстично е опаднато во еден подолг период. И наметнати се лажни стандарди и вредности за тоа како политиката треба да изгледа и како политичарите треба да се однесуваат. Но сето тоа мора да го промениме. Затоа што НАТО, кој несомнено е значајна алијанса кон која стратешки се стремиме, сама по себе нема да не промени како личности. НАТО нема да направи камионите на Заеви помалку да вртат. Или Европската Унија нема да ги намали хектарите засадени со марихуана на Заеви. НАТО и Европската Унија се вечен стремеш на нас и нашата генерација. Одлична можност за државата и граѓаните. Но промените во државата мора да почнат од нас самите. Мора да веруваме во себе и да веруваме во собствените квалитети. Да се создаде систем каде што вредностите и квалитетите човечки и професионални ќе бидат пример за успех и напредок. А не за тоа кој со кого е близок или дали се познава со Заеви или со некој висок функционер на СДСМ. Не викам дека и порано немало исти или слични работи и дека не постојат работи за критика од времето на ВМРО, ДПМНЕ. Но викам дека тоа мора да престане. Мора вредностите да владеат, а не човекот да ги креира тие вредности како што му одговара на моментот. Мора принципи и мора одлучност. Тоа е тоа што треба да го наметнеме, драги браќа и сестри. На Македонија и треба нова генерација политичари, кои ќе размислуваат поинаку, кои ќе гледаат далеку, ќе имаат јасна цел и визија како да стигнат до таму. На Македонија и треба и реформиран СДСМ, и одговорен и квалитетен СДСМ. И таму има многу луѓе кои не се согласуваат со ова што се случува. И таму има квалитетни луѓе кои можат да придонесат за доброто на Македонија. Но за да дојде до тоа, прво и основно, мора да се порази Зоран Заев и тоа да се порази убедливо, силно. Драги мои, горд сум, имам голема чест што стојам овде пред вас. Понизно, барајки да ни се придружите, не како што Зоран Заев, нудејки решенија за името и капитулација викна следете ме. Не така. Туку да ми се придружите,
Затоа што јас сум еден од вас. И сите ние сме тоа што во ова време е потребно на нашата држава. Верувајте во себе. Верувајте во себе и ќе успееме. Почнуваме со работно лето. Ќе го посетиме секој дом, секоја педа на нашата Македонија. Со што е можно повеќе луѓе ќе разговараме за проблемите кои ве тиштат, но и за тоа што ние утре треба да направиме кога ќе формираме новата влада во Република Македонија. Ќе бидеме покрај вас, со вас, со сите граѓани, без разлика на верската, етничката и партиската определба. Сите граѓани се засегнати. Многу од гласачите на СДСМ се чувствуваат измамени, но и албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и останатите немаат подобар живот и подобро секојдневие. Мораме да покажеме сериозност и одговорност, широчина и посветеност, кадровски и програмски потенцијал, за сите да видат во нас реална алтернатива која со сигурност ќе донесе подобро и која ќе ги победи пороците на досегашнава политичка елита во државава. Само така Македонија ќе победи. А клучот е во нас самите и во никој друг, во нас самите е клучот, браќа и сестри. На Македонија и треба економија, а не двојазичност. На Македонија и треба напредок и просперитет, а не подигнување на вештачки ѕидови и поделби. На албанците, исто како и на македонците, им требаат нови работни места, а не противуставни закони за јазици. Како поминува првата година, дали може би некој од вас смета дека може втората да биде подобра? Дали овие луѓе на власт можат да направат повеќе? Одговорот, браќа и сестри, е јасен. Не, и немаат капацитет тоа да го сторат. Нема да направат да биде подобра. Драги браќа и сестри, како што спомнав на почетокот, ова е историски период за сите нас и една раскрсница во која се наоѓаме во нашето битисување, во нашата историја. Се решава прашањето за името. Многумина го очекуваат нашиот став за овој проблем. И јас овде пред вас немам друга опција. Ќе бидам искрен и отворен. Затоа што, освен што знам дека таа тема е меѓу првите две од интерес на нашите сограѓани, заедно со економијата и подобриот живот, единствените информации се тие што ги дознаваме од јавноста и медиумите, а гледаме дека грчките медиуми се непресушен извор на информации. Ке ви кажам нешто. Влегов во политиката затоа што ми е важна Македонија и нината на моите граѓани и на моите деца, на нашите деца. И за мене достоинството и честа, градени со години, немаат цена. А немаат цена затоа што чистиот образ е огледало по кое треба да се препознае една личност. И како човек многу тешко ми паѓа кога гледам овие денови како некој друг кој е власт во оваа наша убава земја се игра со достоинството на сите и ја распродава честа како на пазар. Она што е на сите и што ни припаѓа на сите го продава многу ефтино. Иако тоа е бесценето. Се игра со трпението и интелигенцијата на 2 милиона луѓе. Излегуваше Зоран Заев и кажуваше
дека нема да има промена на уставот, дека ќе го заштителе идентитетот, дека имал некоја жица од гитарата Македонија се викала. Како поминува времето, како поминало времето, гледам дека не само што ќе ја искине жицата, туку и гитарата сака да ја испогани и искрши на парчиња. Сега вели, промената на уставот не била промена на идентитетот. Ако не беше тоа, зошто уставот ја дефинира нашата земја, нашата држава, незиното уредување? Тоа е нашиот извод од матичната книга на родените. Сега кога договара промена, сите ќе не ословуваат по тоа ново име. Ако Зоран Заев во неговиот извод од матичната книга на родените се напише, например, Евро, неговиот омилен збор, од тој момент па натаму сите ќе го викаме Евро Заев. Ќе направи непоправлива штета. Непоправлива штета што нема назад. И затоа сакам да порачам и да повторам дека ВМРО-ДПМНЕ нема да подржи промена на устав со цел промена на уставното име. Од ова појасен став нема. Историјата ќе суди кој бил во право, а името на нашата партија било и ќе биде внатрешна македонска револуционерна организација, демократска партија за македонско национално единство. Ке не заплашуваат, гонат и притискаат, ке ни се закануваат и армадилата неверници ке не критикуваат. Мене и оваа генерација политичари во партијата, мои соработници и другари, но ќе им порачам нешто од овде. Ако некој смета дека ќе се уплашиме, се лаже. Слушајте ме сега, добро, мои политички конкуренти од СДСМ. Не ви се плашиме. ВМРО-ДПМНЕ не се плаши. Не се плаши кога Македонија е во плашање. И нината на нашата земја. Нема страф и нема предавање. Затоа што ние одиме по патот на вистината, по патот на татковината. А кога си на таа страна, тогаш си победник. Сакам да ви кажам нешто од срце. Сакам да зборувам нешто од срце за сите вас. Знам дека добро знаете што се случува. Знам дека на моменти имате дилема кој е вистинскиот пат. Верувајте, секој ден во сите средби со вас ги слушам вашите размислувања. И јас сум многу загрижен, како и сите вие. И јас ја делам вашата загриженост. Јас сум само 5,5 месеци председател на ВМРО-ДПМНЕ. Некои ќе речат прекратко, некои ќе речат доволно време за акција. Некои имаат повеќе, а некои имаат помалку доверба во мене. Некои мислејќи дека така ќе фрлат дамка на мене, велат сум нечија сенка. Некои велат се оградувам од старото раководство. Некои веруваат во сосема нешто трето, дека некој ме донесол да направам нешто и да си заминам. Некој пак има сосема различна теорија. Но јас за почеток, додека не ме запознаете подобро, не барам целосно да ми верувате мене,
барам да си верувате во самите себе. Вие сте народот на Македонија. Сакам да ви кажам директно, не постојат волшебни решенија и не постојат магични стапчиња со кои ќе се остварат на брзина нашите замисли. Не постојат. Патот нема да биде ниту краток, ниту лесен, но на крај ќе победиме, ви ветувам. Работиме посветено на новата програма за вас. И тоа ќе биде нашиот патоказ. И нешто, пошто сите вие ќе направите разлика со овие. Нешто со што верувам дека сите вие ќе се гордеете. И да споредите што носи во себе оваа генерација на ВМРО-ДПМН. Ке споменам само дел од она на што работиме. Ние нема да ветиме поврат на ДДВ, но ќе ветиме помало ДДВ за сите оние артикли кои што се најпотребни за граѓаните во вредност од 2%. Ќе ветиме за сите компании кои што ќе вложат во развој и реално вработување на луѓе. Еден куп даночни олеснувања. Ќе ја укинеме зголемената акциза за дизел горивата. Ќе ја укинеме. Нов лик ќе изградиме на здравството. Преку масовен пакет на реконструкција, изградба на нови болници. Ќе вложуваме во нов медицински кадар. Директна понуда за вработување на 500 студенти секоја учебна година. Ќе се обврземе да за време на нашиот мандат ги зголемиме за 50% примањата на образовниот кадар и за 40% пензиите на пензионерите. За многу кратко време нашата програма ќе биде представена пред јавноста, пред вас. И таа програма ќе содржи многу решенија на реални проблеми, на ваши проблеми. Тоа е вистинска програма на една политичка партија, а не празно слово на хартија. Тоа е ВМРО-ДПМН и така ВМРО-ДПМН се грижи за своите граѓани. Јас, Христијан Мицкоски, стојам овде пред вас со име и со чест и ви велам, ќе победиме! Ќе победиме! Ќе победиме заеднички, сложно и обединето! Народот ќе триумфира над неправдата, над темнината, понижувањата и сите тие имаат име и презиме. Запамтете го добро. Зоран Заев! 2 јуни е почеток на крајот на ова неславно владење. Стани горда, Македонијо! Ти пркосна, достоинствена, стаменита наша татковино! Доаѓаат времења на предизвици, но во тие искушенија нашиот народот бил највелик, затоа што знаел на своји плеки да ги носи сите порази, но и победи. И секога се исправал, дури и тогаш
кога сите го отпишувале и се откажувале од него. Пренесете ја оваја порака по улиците, по градовите, по селата, по домовите. Македонија се буди. Македонија се разбуди денес. Македонија е на нозе. Заедно сум со вас до конечната победа. Затоа што верувам со целото мое срце дека Македонија ќе успее. За крај, на самиот крај, на овој денес, почеток на крајот на едно неславно управување со владата на Република Македонија. Сакам од срце да оставам еден аманет. Имам 2 сина, тие ми се све во животот. И на нив сакам да им упатам порака. Синови мои, кога ќе чекорите по траекторијата во вашите животи, со или без мене, бидете горди, бидете со исправена глава, работете и борете се за вашата втора мајка Македонија. Да сте ме живи и здрави, да е жива и здрава Македонија, да е живо и здраво ВМРО ДПМН.